Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што видео ќе збориме за емисиона спектроскопија. И како што кажува самото име, значи ова се методи кои што се вклучени во мерењето на радијација, односно електромагнетно зрачење кое се оддава од страна на атоми или молекули. Сега, најчесто во склоп на истражувања поврзани со физика или хемија се мери емисија на атоми, додека многу почесто во склоп на истражувања со биологија или медицина се мери емисија на молекули. Не мора секогаш да биде така случајот, кажувам што најчесто се случува во пракса. И оваа емисија на електромагнетно зрачење од страна на атоми или молекули најчесто е поради тоа што имало ексцитирани електрони кои што паднале енергетско ниво и при тоа разликата во енергијата помеѓу енергетските нивоа се оддава како спонтана емисија на светлина. Значи, речеме дека тука имаме еден атом со неговото јадро и знаеме дека околу јадрото има електрони кои што се наоѓаат во електронски облаци. Сега, тоа е малце покомплицирано за цртање, така што ќе направиме модел на атом да изгледа како планетарен систем. Така што орбиталите ќе нацртам како орбити, како што планетите вртат околу Сонцето, и електроните се овие протоколовите точки. Едноставно за симплификација. Сега, тие што се нивоа, каде што се наоѓаат електроните подалеку од јадрото, се со повисока енергија, дека тие што се повнатре се со пониска. И обично кога имаме пад на електрон од повисоко енергетско ниво кон пониско, имаме ослободување на електромагнетно зрачење, кое што од енергијата на тоа електромагнетно зрачење одговара со енергетската промена. Океј? И оваа спонтана емисија на електромагнетно зрачење се нарекува луминесценција. Сега, врз база на тоа која е причината зошто електронот се наоѓа во повисоко енергетско ниво каде што не припаѓа, имаме различни типови на луминесценција. Најчесто збориме за фотолуминесценција или хемилуминесценција, каде што причината зошто овој електрон воопшто се качил таму горе на повисокото енергетско ниво е светлина или некоја хемиска реакција. Но постојат и многу други типови на луминесценција, кои што сега ќе ги запишам и објаснам на кратко. Значи ги спомнав фотолуминесценција, која што ја делиме на флуоресценција и фосфоресценција, за што ќе збориме многу повеќе понатаму во видеово. Имаме хемилуминесценција, која што некогаш се дели као посебна биолуминесценција, но таа е всушност подтип од хемилуминесценција, каде што во реакцијата вклучени се ензими, односно се одвива во биолошки организми. Али пак, повторно тоа се атоми и молекули, кои што стапуваат во хемиска реакција. И некогаш хемиската реакција може да биде поттикната од самото електрично зрачење, од проток на електрони, и некогаш се рекува и електрохемилуминесценција, така што некаде и така опишана. Но ние ќе се држиме главно на хемија и на биохемилуминесценција. Други луминесценции постојат како електролуминесценција, ионолуминесценција, радиолуминесценција, друго интересно е механолуминесценција, која што понатаму се дели на пеизолуминесценција, која е поврзана или со пеизоелектрицитет. Тука имаме исто и триболуминесценција и така натаму и така натаму. Значи може да е термолуминесценција, кристалолуминесценција. Значи сите овие се причини зошто електронот е ексцитиран. Така, значи зошто електронот е ексцитиран, за при неговото враќање да имаме ослободување на електромагнетно зрачење. Вред, пред да продолжам понатаму, сакам само нешто на кратко да објаснам поврзано со електронските енергетски нивоа. Значи, ако би зумирале тука, каде што јадрото се наоѓа надоле, значи наома е јадрото, така ево ќе направиме бело, и ги имаме електронските енергетски нивоа. Значи имаш ниво тука, имаш ниво тука. Океј? Значи ова е енергетско ниво 1, енергетско ниво 2. Океј? Во самите енергетски нивоа, ако би зумирале, ќе видиме дека има вибрациони нивоа. Океј? Значи има вибрациони нивоа во самото енергетско ниво. Тоа се како под нивоа, можете да си ги замислите. Океј, значи секој енергетско ниво всушност е составено од многу вибрациони нивоа. Вред, и ова енергетско ниво има други вибрациони нивоа. Во ред, транзициите
на електроните, да ги бележам со жолта боја, транзициите на електроните помеѓу вибрационите нивоа не дава емисија на електромагнетно зрачење. Додека транзициите помеѓу електроенергетските нивоа дава емисија на електромагнетно зрачење. Иако постојат некои начини, квантно-механички, да се стигне од повисоко до пониско енергетско ниво без при тоа да се ослободи енергија во форма на електромагнетно зрачење, нема да ги разгледаме тие детали, само ќе ги спомнеме како би функционирале. Но тоа што е битно за ова ниво на разбирање е дека вибрационите нивоа најчесто не ослободуваат електромагнетно зрачење, додека премините помеѓу електронските енергетски нивоа ослободуваат електромагнетно зрачење. Океј, од кога го свативте тоа, сега сакам да ви кажам дека тоа не е целата вистина. Односно, нас не интересира кога при процесот на релаксација, односно кога електрон од повисоко енергетско ниво се спушта до пониско, ослободува светлина, тој што не интересира во контекст на емисиона спектроскопија. Но тоа не мора секогаш да биде случајот. Односно, кога електронот се наоѓа во повисока електронска енергетска состојба, односно кога атомот е ексцитиран, да го бележиме вака А со звездичка, тој може да се врати во основната состојба и при тоа да се ослободи дополнително и топлина. Тоа е една варијанта. А ако збориме за молекула, таа може, каде што некој од атомите се наоѓа во ексцитирана состојба, да се разложи на компоненти X плюс Y. Дополнително, ако збориме за атом или за молекула во ексцитирана состојба, може да влезе во интеракција со некоја супстанца Z, каде што ќе се добие, не знам, W плюс Y. Или што и да е. Океј? Значи, тие се опциите и последната опција која ние всушност ја разгледуваме е дека кога атом се наоѓа во ексцитирана состојба или молекула, таа стигнува до основна состојба плюс ослободена светлина. Значи, овој тип на релаксација е тоа што не интересира и тоа што го разгледуваме во ова видео. И главно ќе се задржиме кога ова ексцитирање на атомот настанува поради апсорпција на светлина, односно поради електромагнетно зрачење. Но и ќе спомнеме нешто за кога ексцитацијата е предизвикана од хемиска реакција. Како што спомнавме, постојат два главни типа, односно постојат два типа на фотолуминесценција, тоа се флуоресценција и фосфоресценција. Тоа, пошто се разликуваат, е времето потребно за релаксација помеѓу две енергетски нивоа, односно електронот да се спушти од едно енергетско на друго енергетско ниво. Кај флуоресценција тоа се случува мощно брзо, значи од 10 на минус 8 до 10 на минус 5 секунди, додека кај фосфоресценција може да биде од 10 на минус 4 до 10 на 4 секунди. Значи може и да биде многу споро. Значи 10 на 4 секунди, тоа е 10.000 секунди, колку е 600 секунди 10 минути, 6000 секунди 100 минути, значи ќе му дојде груба пресметка околу 2,5 сата. Односно, времето да се оддаде фотонот од која бил абсорбиран може да биде дури и после 2 часа. И овде збориме за релаксација помеѓу енергетски нивоа, додека времето потребно за релаксација помеѓу вибрациони нивоа е уште побрзо, 10 на минус 15. Значи ова е времето потребно за релаксација помеѓу вибрационите нивоа внатре во едно енергетско ниво. Ајде сега ова да го разгледаме преку јаблонски диаграми. Мислев да имам со Франк Кондон диаграми, но овие се доста попрости. Имаме енергетско ниво 0 и енергетско ниво 1. Океј, ајде да речеме дека тука имаме некој електрон во некој вибрационо ниво, во нисково енергетско ниво. И под дејство на светлина, ќе бележиме со виолетова боја, ќе направиме вака со повисока енергија, односно по мала бранова должина. И таа бранова должина и таа енергија треба да биде соодветна за соодветниот електрон од соодветниот елемент, за да се премине оваа празнина, да се стигне до повисокото енергетско ниво. Да речеме дека тоа ќе се случи и дека електронов сега се качува во некое си повисоко вибрационо ниво од повисокото енергетско ниво. И при тоа имаме релаксации во вибрационите нивоа, кои што се одвиваат многу брзо, нели? Рековме 10 на минус 15 секунди. При тоа немаме емисија и стига електронот до пониско
вибрационо ниво, од високото енергетско ниво, и сега ќе следува релаксација до високо вибрационо ниво во ниско енергетско ниво, и при тоа ќе се ослободи светлина. Така, ајде ќе ближиме вака сега со жолта боја. Океј. И при тоа треба да знаете дека светлината која што се ослободува секогаш е со поголема бранова должина од таа која се апсорбира, односно има помала енергија. Значи секогаш стига повисока енергија, а излегува помала енергија. Океј? Односно влегуваат фотони со помала бранова должина кои што носат повеќе енергија, а излегуваат фотони со поголема бранова должина кои што носат помала енергија. Океј? Значи тоа е некое си правило. Бидејќи се губи енергија во овие вибрациони релаксации. Ред? И плюс електронот е сега тука, така да паднеше тука доле, можеби ќе се ослободеше повеќе енергија. Во ред. Сега за да ви објаснам зошто фосфоресценција се случува толку поспоро за разлика од флуересценција, ова што сега го разгледавме, треба да навлеземе во малку повеќе детали. Односно, електроните кои што се наоѓаат, барем во овие основни нивоа, пониски енергетски нивоа, скоро секогаш имаат партнер електрон, кој што има спротивен спин. Вред, така што овој електрон тука кој што го разгледавме, има и друг електрон тука до него. Океј, мислам, до него. Овие се облаци на веројатност кои што се орбитали околу атомот, но за поедноставување ќе ги разгледаме вака, дека се пар електрони. Едниот има spin up, другиот има spin down. Што е spin, не мора да замарате, многу е комплицирано. Во овој случај кој што го разгледавме, само едниот од електроните, тој наречеме со spin down, spin надоле, го претрпа овој процес. Значи беше ексцитиран и се врати надоле. И ова е фаворизирано, бидејќи електронот сака да се врати надоле, кај што повторно ќе бидат пар. Spin up, spin down. Супер. Но што ќе се случи ако при овој процес на ексцитација се премести спинот? Океј? Во тој случај електронот нема да сака да се врати назад. И такво нешто всушност се случува при процесот на фосфоресценција. Односно, имаме два електрона, повторно ќе брежаме со сина боја, нека бидат друга сина боја, и они се наоѓаат во singlet state. Односно, едниот е spin up, другиот е spin down. За сега е супер. Абсорбираат некој количество светлина и едниот од нив се ексцитира. Супер, да речеме дека овој се ексцитира и стигнува тука некаде. Вред? При тоа му се менува спинот и сега и он станува spin down. Вред? Сега, да, он ќе претрпи вибрациони релаксации и ќе стигне до некое си пониско вибрационо ниво, во повисокото енергетско ниво, но не може да се врати назад во основното енергетско ниво. Имаме спин забранета релаксација. Океј, сега, има процеси кои што се нарекуваат меѓусистемски премини, каде што всушност електронов полека ќе преминува во други вибрациони нивоа, кои што се во различно енергетско ниво, но се многу блиску едно до друго. Океј, сега ја овдека ги имам наместо дека се далеку, но ова енергетско ниво е некој си друг тип на енергетски ниво измеѓу овие две енергетски нивоа. И да ги замислиме дека ова вибрационо ниво, ја сега не можам да ги ставам едно врз друго, бидејќи ќе се преклапаат, но замислете се дека ова вибрационо ниво е многу блиску со ова вибрационо ниво. Така што горното вибрационо ниво од едно енергетско ниво е исто со долното вибрационо ниво од друго енергетско ниво. Океј? И електронов може по пат на вибрациона релаксација, во овој случај ова ќе се нарекува меѓусистемски премин, бидејќи преминува енергетско ниво, да премине тука. И по пат на низ други процеси, спинот ќе се врати назад, повторно ќе биде up, и пополека ќе се врати назад до основното
енергетско ниво. Но за тоа ќе биде потребно многу повеќе време и ќе треба да се случат одредени квантно-механички процеси, не ви е сега тоа толку битно, но идејата е поради тоа фосфоресценцијата трае многу подолго. Потребното време за да се емитува фотон повторно. И овдека да, еве, ќе се емитува фотон, кој што ќе биде со поголема брана должина, со поволница енергија, но за тоа беше многу потребно повеќе време, бидејќи има повеќе чекори кои што треба да се случат, бидејќи електронот не сака да се врати назад, зашто спинот му е обратен. Значи во флуоресценција имавме, ќе бележам со жолта боја, имавме синглет 0 состојба, преминува у синглет 1 состојба, а повторно се враќа у синглет 0. Односно, двата електрона имаат спротивен спин. Кај фосфоресценција почнува од синглет 0, преминува во секогаш синглет повторно 1, не се врши дуга конверзијата, но по патот на вибрационите релаксации ќе се изврши, но ќе премине во триплет 0, па триплет понатаму следни состојби и повторно ќе се врати у синглет 0, но има многу повеќе чекори кои што треба да се случат. Значи од синглет состојба ќе премине во триплет состојба и така. Тука има уште многу работи за кои може да се објаснувам. Нормално ова е само некоја површно поминување, има многу квантна механика која што навлегува во доста детали. Може се тука да се спомне за внатрешни конверзии, за надворешни конверзии, за квантен принос, односно колку се добива од абсорбираната светлина како емитувана понатаму. Односно колку ексцитирани електрони ќе се вратат за да ослободат повторно фотони и тоа може да се стави на скала помеѓу 0 и 1 и така натаму и така натаму. Овде сега имаме представа на ексцитационен спектар и емисионен. Ексцитационен е всушност абсорбцијата. Различни атоми и молекули абсорбираат на различни брани должини различно. Бидејќи се оставаат различни конституенти, има многу различни електрони кои што може да абсорбираат и сите имаат пик каде абсорбираат, односно каде се ексцитираат и има пик каде емитуваат. И пикот на емисија е секогаш понадесно, односно повисоки брани должини, помалку енергија, него тој на абсорбција. Абсорбција секогаш има повисока енергија, односно на ексцитација. Овде лево имаме Франк Кондон шаблони, односно имаме основно енергетско ниво, имаме повисоки енергетски нивоа, имаме исто меѓу енергетско ниво, имаат сопствени вибрациони нивоа, имаш абсорбција, односно ексцитација, флуоресценција, каде што паѓа, имаш кога се качува, па го менува спинот, па има вибрациони промени, прави меѓусистемски премин за повторно преку вибрациони промени за да се спушти надолу и имаме фосфоресценција. И ова трае многу подолго и затоа подолго трае процесот. Овдека повторно го имам исто, но само со еден тип на јаблонски диаграм. Флуоресценција, фосфоресценција. Океј. Сега ќе спомнеме уште 2-3 збора за хемилуминесценција, па ќе преминеме на инструменти и практични примени. При тоа заборив да спомнам дека овие атоми или молекули кои што под дејство на светлина, нели се креваат одредени електрони во ексцитирана состојба, понатаму емитуваат, односно се подлежни на флуоресценција или фосфоресценција, се рекуваат флуорофори. Така значи не сите атоми или молекули при ајде да кажеме нормални електромагнетни зрачења, така да зборим сега за екстреми, емитуваат. Така што тие што емитуваат се рекуваат флуорофори. Во ред. Ајде сега да видиме што е хемилуминесценција. Како што ни кажува самото име, тоа е луминесценција, ослободување на светлина, но ексцитацијата наместо да биде предизвикана од светлина, предизвикана е од хемиска реакција. Значи имаме X плюс Y даваат Z. Сега во некој случај Z може би е ексцитирано и при негово враќање во основна состојба ќе емитира светлина, но многу почесто Z деградира до некоја си супстанца W, која што е во ексцитирана состојба и таа се враќа во основната ground state, ground singlet state,
и при тоа емитира светлина. Да речеме, еве, жолта светлина. Океј? И тоа се нарекува хемилуминесценција. Прилично едноставно. Но, не мора секогаш ова емитување од атом или молекула или биде предизвикано од хемиска реакција. Некогаш тие може да се најдат во одреден систем, значи при електрохемија, каде што имаме електроди, имаме раствори со електронегативни супстанции и така натаму, каде што може дадени атоми или молекули да подлежат на оксидација и при тоа да бидат ексцитирани. Односно, да речеме дека исто го имаме овдека W, така, но имаме и некоја електрода која е поврзана соодветно во даден систем, не е битно сега што е електродата или каков е системот, и ќе биде одземено електрон, така значи ќе биде одземено електрон, W ќе премине сега во ексцитирана состојба, океј? Сега, кога ќе се одземе електрон, всушност останува неспарен електрон, кој што останал во некој си повисоко ниво, ова не мора секогаш да се случи, и тој пробува да се врати во некој поосновно ниво, и при тоа ќе се ослободи светлина. Значи ќе пробува да стигне, нели, до ground singlet state и ќе се ослободи светлина. Сега, кога ова ослободување на светлина е предизвикано од некакви електрохемиски процеси, викаме дека тоа е електрохемилуминесценција. И овие процеси на хемилуминесценција и електрохемилуминесценција наоѓаат многу прибени во праксата, особено во клиничката пракса. И ќе видиме понатаму видеото најразлични инструментални методи. Но исто така се многу искористени овие процеси, поточно хемилуминесценција, од страна на живите организми. И кога некој жив организам користи хемилуминесценција, ја нарекуваме биолуминесценција. Тоа е не бари иста работа, само што ќе се случува кај живи организми, сме го ставили у посебна категорија. И знаеме многу примери, особено во длабоките океани, за организми кои што може да создаваат светлина. Можеби најчест пример со кои сме се сретнале се fireflies, или не знам како се нарекуваат на македонски, светулки. Така ли ги нарекував? Да, баш видов некоја светулка пред некое време. Имаше, не леташе така, што најверојатно беше некоја друга бубачка, али светеше баш силно. Океј, и главната реакција која што ја користат најголем дел од биолошките организми кои што светат е да молекулата луциферин, да, звучи како Луцифер, Сатана, али всушност Луцифер, Луцифер значи носач на светлина, така што бидејќи носи светлина, луциферин, во присуство на кислород и АТП под дејство на ензимот луцифераза се добива оксилуциферин, CO2, аденозин монофосфат, фосфори и светлина. Значи, таа е најчеста реакција која што се случува во природа и има многу организми кои што имаат способност за биолуминесценција. Ние имаме откриено денеска многу молекули кои што може да реагираат едни со други да ослободат светлина и се користат во многу практични работи секојдневни, но и во најразлични диагностички методи, во форензика се користат за откривање на крв и така натаму и така натаму. Ќе видиме некои примери и инструменти. Иако следниот дел е од најголема практична важност, сепак најмалце ќе се задржам. Ова е општо како изгледа инструментализацијата за мерење на фотолуминесценција или хемилуминесценција. Значи овде ќе имаме како е поставеност на инструментите за фотолуминесценција. Не е ништо посебно, значи слично како во абсорбција на спектроскопија, значи имаме извор, има многу различни видови на извори, живини ламби, вакви ламби, ксенон ламби, кои што емитираат различни бранови должини, се зависно од флуорометарот, што се потребите, што се мери и така натаму. Значи постојат многу различни сетапи во праксата, но сите имаат извор. Имаме блокатори кои што имаат различни улоги, зависи, некојаш може да го одделат зракот темпорално, некојаш просторно, така натаму. Имаме некакви филтри, имаме примерок и обично детекторот понатаму ќе биде по 90 степени од влезната светлина. Зошто? Бидејќи од тука доаѓа, ева, ќе бележи со протокола боја светлина
И најголем дел, дел ќе се абсорбира така од примерокот и дел ќе се трансмитира. Океј? И не сакаш детекторот ти е тука, бидејќи ќе го удри многу светлина. Сакаш да мериш тоа што после ќе се ќе подлежи на флуоресценција или фосфоресценција. Така што го поставуваш на страна, океј? Со цел да има што помало загадување на сигналот. И повторно тука можеш да ставиш филтер за да избереш одредена емисиона бранова должина, имаш детектор и имаш процесувач на сигнал. Сега, ти можеш да направиш и одделување темпорално и обично се прави кога се користат структури за мерење на фосфоресценција, бидејќи од кога ќе се случи, нели, абсорбирањето, има нели, емисија на светлина и првично е флуоресценција, која што е доста побрза. И поради тоа можеш тука ставиш блокатор, така, односно ај вака дека пишува доле. Ексцитација, стигнува се ексцитира. Блокираме, не иде од детекторот, чекаме одредено време да помине флуоресценцијата, па после го пуштаме вториот блокатор и стигнува до детекторот. Значи темпорално ги разделуваш процесите. Ова може да се употреби за мерење флуориметрија ако правилно се ослободи блокаторот на дадено време. Овдека имаме повторно како изгледа сетап, само така поубаво изгледа. Имаме извор, имаме филтер, имаме примерок, имаме емисија на светлина која што удрија детектор и мерењето соодветствува со концентрацијата од тоа што го мериме. Сега, тоа е за фотолуминесценција. Хемилуминесценција е нешто што многу почесто се користи во пракса, бидејќи е доста попрецизно од фотолуминесценција, бидејќи немаш позадинска светлина. Целата светлина што ја добиваш е од самата реакција, така, која те интересира. И многу пософистицирано може да се направат системите, имаат поголема точност и прецизност, бидејќи има помало загадување со светлина. Сега, обично во сите тие сетапи се користат некои органски компоненти кои што ќе подлежат на оксидација. Значи се користат диоксетан, луминол, акридиниум естер и имаме некакви оксиданси, дали водороден пероксид, хипоклорид или кислород, и ова може да се случи во присуство на катализатори, као алкална фосфатаза. Најголем дел од апаратите, особено во клиничка биохимија, работат со алкална фосфатаза, horseradish пероксидаза, микропероксидаза и така натаму. Значи може да има присуство на одредени иони. Има многу начини на кои може тоа да се изведе. Различни компании имаат различни китови, некои кажуваат што има, некои не кажуваат што има, но горе-доле слична идејата. Значи имаш некоја супстанца која што подлежи на оксидација од оксиданс и се ослободува светлина, бидејќи имаме некое хемиски ексцитирано соединение кое што се добива. И овие методи многу често се користат за одредување на хормони во имуноасеи. Ќе збориме понатаму во некои други видеа за тоа подетално. Имаме антитела, мислам тие се рекомбинатни антитела, на кои што се прикачени обично, значи имаме рекомбинатни антитела, на кои што обично се прикачени одредени маркери. Овој маркер може да биде ензим, кога збориме за хемилуминесценција, значи тоа може да биде алкална фосфатаза, која што соодветно во дадена средина која ќе го има супстратот, ќе го конвертира во соединение W, кое што ќе емитува светлина. Значи, нема сега да навлегувам во детали, и тоа корелира со концентрацијата на мерениот аналит. Океј. И ова е индиректна метода. Зошто? Бидејќи не се мери директно аналитот, него се мери некој продукт кој што се доби под дејство на ензимот. Дека постојат други методи како електрохемилуминесценција, каде што овдека наместо ALP така имаме маркери како одредени метални иони, како рутениум, и ова го користат Рош. Овој метод на директна електрохемилуминесценција. Значи има рутениум, евака ќе извадиме слика. Значи имаме антитело бележано со рутениум, кој што има одредена оксидативна состојба. Имаме електрода, се стимулира со
струја, затоа електрохемилуминесценција. Имаме одредени други супстанции кои што подлежат на оваа електрода, се ексцитираат, тие влегуваат во реакција со рутениумот, имаме ексцитација на истиот, тој за се врати во основна состојба, емитира светлина и оваа светлина соодветно кореспондира со концентрацијата на тука што и да е мерено. Океј. Нормално дека има повеќе чекори, значи има антитела, се врзуваат, се перат остатокот и така натаму, нема влегуваме во детали. Поентата ми е дека постојат методи кои што се базираат особено во имуноасеи на хемилуминесценција, на електрохемилуминесценција и во овој случај ова е директна електрохемилуминесценција бидејќи се мери соодветно директно аналитот наместо индиректно преку ензимска реакција која што бевме преска со ALP. Ајде всушност да поминеме општо за овие методи и со слики на брзинка. Значи имаме хемилуминесцентни имуноасеи, каде што овдека не се сите чекори представени. Значи имаме антитело, така, кое што импрегрирано на површина, значи ова е рекомбинантно антитело, спремно за даден антиген. Го ставаме примерокот од пациентот, има антиген со кој ќе се врзе, переме вишокот на работи што останале, додаваме повторно рекомбинантно антитело за истиот антиген, но прикачено со некој ензим, ги переме сите антитела кои што не се врзале, додаваме субстрат, субстратот под дејство на овој ензим дава некое соединение кое што е луминесцентно и оддава светлина која што корелира со концентрацијата. Океј, сега ќе видиме како ова е всушност поддетално овдека представено. Евака. Значи, може да биде на различни начини. Не мора да бидат импрегрирана површина, ги ставаме антителата, така, кои што се врзуваат со антигенот од пациентот, додаваме магнетни топчиња кои што се прикачуваат на нешто што е прикачено на самото антитело. Океј, не е тука кажано што е тоа. И сега се прикачени со магнетни топчиња. Имаме магнет кој што иде покрај киветката, ги прикачува за да може да испереме за тие да не заминат. Се додава втор реагенс и течност, се прикачува исто за антигенот, но ова е импрегриран со некој ензим. Повторно активираме магнетот, магнетот се активира со помош на струја, односно како селеноид. И повторно после додаваме хемилуминесцентен субстрат кој што реагира со овој ензимот овдека што е прикачен и се дава обојување кое што ние може да го мериме, односно се оддава светлина. Овдека повторно го имаме претставување на истото. Овдека имаме некој со алкална фосфатаза се додава одреден субстрат, алкална фосфатаза го конвертира до тоа се деградира во ова, кое што за премине во singlet state некој од електроните, оддава светлина и ние тоа го мериме, или може да биде дали со ова соединение, или пак да биде со луминол и водороден пероксид во средината. Повторно, значи различни субстрати може да се користат различни компании, некои се користат посебни субстрати кои што не секогаш кажуваат што има во реакцијата. Сега овие методи кога имаат ослободување на светлина, Chemiluminescent Immunoassays, CLIA, се многу посензитивни од Enzyme Immunoassays. Ензимските не мора секогаш да имаат ослободување на светлина, значи некогаш може само да доаѓа до промена на во бојата и тоа да се мери колориметриски, а не да се мери со преку детектирање на емисија. И CLIA методите имаат многу повисока сензитивност, например кога се користи акридиниум естер, например CLIA што се користи од доста од Siemens апаратите и од многу други, кажам се запознати брендови, користи акридиниум естер, стрептавидин и биотин. Односно имаме магнетни топчиња кои што се обложени со стрептавидин, значи тоа е протеинот една бактерија кој што има висока афинитет за биотин, витамин B7. Него има витамин B7 кој што се врзува со антитела и така антителата остануваат врзани за магнетните топчиња и понатаму има сличен процес кој овдека. Се користи магнет и има цела процедура. Додека и после има таргет антитела кои што пак се врзани со ензим, чиј конјугат е акридиниум естер и дава осветлување. Не мора да влегуваме во детали, додека преродот Рош користат електрохемилуминесценција, CLIA, значи ова беше CLIA, додека од Рош користат CLIA,
што дава нешто си по не кажам точни резултати, него може да мери помали количини, бидејќи се брзина електрохемиска реакција и може да биде попрецизно со рутениум. Океј, тоа беше се за ова видео. Сега дека научивте нешто ново, знам дека овој сега крајнав дел со инструментализација го избрзав, бидејќи искрено не ми е толку интересен, не сакам само да го поминам. Иако од практична гледна точка е најбитен, мене многу ми се свига теоријата. Тоа е дека праксата постојано се менува. Ќе измислат нови методи, нови машини, али физиката и хемијата ќе останат исти. Тоа беше се за ова видео, сам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео.